Градежна експанзија или урбана мафија во Прилеп. Речи се истовремено на две атрактивни локации, едната во пазарот, а другата кај болницата, неодамна започнаа забрзано да се градат објекти кои ја разбрануваа прилепската јавност. Според информациите до кои дојде Алфа, инвеститор во двата објекти е известна прилепска фирма која била регистрирана на 20 годишно момче, а чиј татко бил во роднински врски со градоначалникот Илија Јовановски. Чичкото на момчето пак и брат на неговиот татко пред известно време со одлука на Советот на општината, а по предлог на градоначалникот беше назначен за директор на новоформираното јавно предпријатие Енергоприлеп, кој при назначувањето од собраниската говорница јавно призна дека бил во роднински врски со градоначалникот. Споменатата фирма, освен што е инвеститор на зградата која се гради кај болницата, претходно станала собственик и на плацот, купувајќи го за сума од околу 600.000 евра. Другиот објект во пазарот пак, за каде постојат шпекулации дека дуќаните ќе прераснат во хотел, истите инвеститори наводно за 400.000 евра го купиле од мојкен локален бизнисмен кој во времето на претходната власт кривично беше гонет и осуден на затворска казна. Според информациите на Алфа, изградбата на овој објект била спорна бидејќи го немало ниту во деталниот урбанистички план, ниту пак ја имал потребната документација. На овие состојби на неколку наврати реагираа и од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Кој и што гради во градскиот пазар во Прилеп? Дали постои градежна дозвола и дали се испочитувани сите законски процедури за градба? Што и дали е предвидено да се гради на дуќаните во комплексот Филип II во градскиот пазар? Дали било каква градба е предвидена со деталниот урбанистички план на општина на оваа локација? Од општината пак со штуро писмено соопштение ги демантираат овие наводи, тврдејќи дека градоначалникот немал никаква врска со собствениците на двата објекта, туку дека целта на наводите била да се дискредитира градоначалникот и се закануваат со кривични пријави против членови на локалната опозиција.